Драги ученици, јас сум Тања Ингелизова, наставник по математика во Основното училиште Блаже Конески од Велес. Денешната наставна единица е ротација на 2D форми и оваа лекција е од темата геометрија и решавање проблеми. Општо за ротација може да дадеме дефиниција дека е движењето на точка, геометриска слика или тело околу една точка. Меѓутоа, во геометријата, попрецизно, ротација е пресликувањето кое се врши во даден центар, за даден агол, во дадена насока. Бидејќи ротацијата на било која форма се сведува на ротација на точки, ќе почнеме со поединечна точка. Да ги дефинираме основните поеми. Имаме точка А, тоа е точка која ротира, точка О или центар на ротација или точка околу која нашата точка ќе ротира. Имаме агол на ротација и насока. Постојат две насоки. Негативна, или тоа е насока на движење на стрелките на часовникот, и позитивна, тоа е насока спротивна на движењето на стрелките на часовникот. Примерот под А. Ќе ви покажам ротација на точка А за 90 степени во негативна насока околу точката О. И се добива точката А1. Забележуваме дека растојанието од О до А е еднакво на растојанието од О до А1, а А1 ни се вика слика. Примерот под Б. Ќе ротираме точка Б за 90 степени во позитивна насока околу точката О и се добива точката Б1. И исто, значи растојанието од О до Б е еднакво на растојанието од О до Б1. Третиот пример или примерот под В ќе покажеме ротација за 180 степени на точката С, меѓутоа овде немаме насока. Значи немаме нити минус, нити плюс, затоа што сликата или точката С1 е истата за двете ротации. Погледнете, ова е негативната насока, а ова е позитивната и се добива истата точка С1. Исто како точките и 2D формите може да ротираат околу една точка, тоа би изгледало вака. Правоаголниот триаголник на сликата под А, ако го ротираме околу црвената точка за 90 степени во позитивна насока и го добиваме овој триаголник. Синиот правоаголник го ротираме за 90 степени во позитивна насока околу црвената точка и сме ја извршиле ротацијата. Под В, значи имаме 2D форма во форма на стрелка, ја ротираме за 90 степени во негативна насока и ја добиваме следната фигура. Ако синиот трапез го ротираме околу црвената точка за 180 степени, ќе ја добиеме истата слика, независно од тоа во која насока ја вршиме ротацијата. Во позитивна насока е оваа ротација, го враќаме трапезот, а ова е негативната насока. Под Д го ротираме паралелограмот за 180 степени, а примерот под Ѓ всушност се три различни ротации. Синиот петаголник треба да го ротираме за 180 степени, значи само ни е различно местото на црвената точка или на центарот на ротација. Првата ротација е ова, втората ротација е ова и третата
ротација. Значи, сите три ротации се за 180 степени, меѓутоа се разликуваат затоа што на различно место е поставен центарот на ротација. Во претходните примери само покажувавме како изгледа ротацијата, а сега ќе покажеме и како се конструира. Даден ни е триаголник ABC со неговите темиња А, Б и С. И ние всушност треба да ги најдеме сликите на овие темиња, значи да ги најдеме А', Б' и С', да извршиме ротација за 90 степени во негативна насока. За таа цел, точката О, бидејќи центарот на ротација ни е координатниот почеток, ја поврзуваме прво со точката А. На оваа права треба да го конструираме правиот агол, меѓутоа да внимаваме во која насока, бидејќи е во негативна насока, го поставуваме правоаголниот триаголник, бидејќи со него најубаво можеме да конструираме агол од 90 степени и ја цртаме правата. На оваа права всушност треба да ни лежи точката А' или сликата, меѓутоа условот е дека растојанието од О до А треба да биде еднакво со растојанието од О до А'. Значи, можете или со ленир да го измерите ова растојание и да го нацртате на втората права, или уште полесно е растојанието да го нанесете со шестар, како што го направив јас и ја добивам точката А'. Истата постапка ќе ја повторам и за точката Б и за точката С. Значи, ја поврзувам точката О со точката Б, го конструирам правиот агол и ја подвлекувам правата. На оваа права, значи, лежи точката Б', го нанесувам растојанието ОБ на оваа права и ја добивам точката Б'. Ни остана уште да ја најдеме точката С', ја повлекувам О со С, ја поврзувам, конструирам прав агол, ја добивам бараната права и растојанието ОС го нанесувам на оваа права и ја добивам точката С'. А', Б' и С' всушност ни се темињата на бараниот триаголник. Значи, само ги поврзувам и сум ја конструирала ротацијата на триаголникот ABC за 90 степени во негативна насока со центар на ротација во координатниот почеток. Пример 4, сличен на претходниот пример. Значи, ќе ротираме сега трапез А, Б, С, Д. Центарот повторно ни е координатниот почеток, меѓутоа аголот ни е 90 степени, но во позитивна насока. Многу слично, како претходниот пример, точката А и точката О ги поврзуваме. Треба да го конструираме правиот агол на оваа права во темето О, во точката О, меѓутоа во позитивна насока. Ја цртаме бараната права и растојанието од О до А треба да биде еднакво со растојанието од О до А', и сме ја нашле точката А'. Постапката ја повторуваме и за останатите точки. Ја поврзуваме точката Б со координатниот почеток, го конструираме правиот агол, ја цртаме бараната права на која што лежи точката Б', растојанието од О до Б го нанесуваме на оваа права и ја добиваме точката Б'. Точката С ја поврзуваме со координатниот почеток, го конструираме правиот агол и ја цртаме бараната права. На оваа права лежи точката С' и растојанието од О до С го нанесуваме и ја добиваме точката С'.
и ни остана уште точката D на истиот начин. Од кога ќе ја добиеме и точката D', наша задача е само да ги поврземе темињата и сме го добиле бараниот четириаголник. Вашата домашна работа е да нацртате произволен четириаголник ABCD во координатен систем, а потоа да извршите две ротации на истиот четириаголник, меѓутоа едната ротација да биде за 90 степени во негативна насока, а другата за 90 степени во позитивна насока и во двата случаја центарот на ротација да биде координатниот почеток. Запишете ги координатите на темињата на добиените четириаголници и размислете за нивните карактеристики. Ви посакувам пријатна работа.